Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Центар на телевизија Алфа. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Пред една недела заврши изборите во Република Македонија, односно заврши локалните избори во Република Македонија. Победниците ги знаете, губитниците ги знаете. Во вечерашна емисија ние ќе го отвориме прашањето колку ќе биде рокот на трајање нова влада, односно колку Зоран Заев и СДСМ ќе останат на власт во Република Македонија. На време избегавте од владата и на кој беше закачена таа етикета министер за смрт наместо министер за здравство. Добро, иако јас не се согласувам со тоа, бидејќи тоенечката смртност е главниот индикатор како еден здравствен систем функционира. Така да не се очекува од еден министер за 100 дена или за 4 месеци да подобри здравствен систем или да влоши здравствен систем. Практично смртноста на децата е последица на тоа што е уништено во здравствениот систем во Македонија. Колку пари потрошивте за оваа кампања? Така, јас лично како Митко Јанчев немам потрошено средства во кампања, тоа ќе треба да добием информација од партиски извори, во однос на што значи медиумска кампања одеше централно, преку парите во однос на што значи Државна изборна комисија и распоред. Ако вие не потрошивте ко Митко Јанчев пари, Бети Јане ќе славеше победа у Кавадарци, немаше Митко Јанчев да слави победа у Кавадарци. Многу луѓе го мислат исто. Ево јас тука што одговорно ќе одговорам под било каква одговорност. Значи пари во кампања немам потрошено, односно оние секојдневни пари за доручек, ручек и вечера за мојот тим. Тоа беа трошкови пари. Кој е Арбен Таравари, поранешен министер за здравство, сега градоначелник на Гостивар, според сите оценки, апсолутен победник на локалните избори кај албанскиот електорат или на политичка мешавина на Руфи Османи и Арбен Џафери. Таравари, вие на овие избори, ако победувате Невзат Бејта, кој има 2 пати мандат градоначелник на Гостивар, кој е подпредседател на ДУИ и кој е еден од тројката подпредседатели на ДУИ кој се залага за коалиција со СДСМ. Значи господинот Меджити Очаир, господинот Бејта, значи двајца од тројката подпредседатели се пуштени веќе низ вода. Останува само Теута Арифин или кој таа тројка подпредседатели кој се залага за коалиција со СДСМ, не со ВМРО ДПМН. Го победувате Али Ахмети и го победувате Зоран Заев. Значи 3 крупни играчи вие победувате во Гостивар. И сте еден од шампионите или победниците на овие локални избори. Како е да се порази таа една структура, кај што велите пари, криминал, полиција, следење, слушање, делување, јавување на министер за внатрешни работи што пиеш кафе со Таравари треба да победи Бејта, тоа е веќе говори за одреден систем. Огромен притисок и за систем. На цел систем против една особа кој што е член на една партија, да речам, меѓутоа успеавме кога народот, волјата на народот не може ниту да се купи, ниту да се смени. Иако ја очекува победата да биде со барем разлика над 2000 гласа, меѓутоа тоа е тоа, повторно добро, со цел тој систем да се бориш и да успееш, сепак е успех и волја на народот и велам подршка, огромна подршка на гостиварчани. Сега, од сите етнички припадности. Ако вие ко партија сте се бореле против режим, односно против Никола Груевски, сега ќе коалицирате со хунта, како што нарекуват на Зоран Заев, бидејќи ова што кажувате, сте пиеле кафе со некој, Невзат Бејта му јавува на министерот за внатрешни работи, тој му се јавува него или немој да пие со Таравари. Па вие не сте персона нон грата. Вие сте министер за здравство, се уште во влада на Зоран Заев, кој може да пие кафе со кого сака. А ако не може министер за здравство да пие кафе со кого сака, без да му се яви министер за внатрешни работи, како јас како новинар да се чувствам слободен во оваа држава и под оваа влада? Точно така, огромен притисок. Значи притисок кој што знаеме и јас, и премиерот, и министерот за внатрешни работи ги знаат овие факти, иако Оливер ми побара луѓето да дојдат пред него да кажат, замислете кој би дошол човек пред министер за внатрешни работи да каже дека пишал порака, дека имале огромни притисоци врз структурите, оти јас имав полно луѓе македонци од СДСМ што ме гласа и ме поддржуваа. И тоа јавно го кажувам. И тоа последната недела почна притисок и на нив да им прават како можете јавно да поддржите Таравари. Значи луѓето гласаат човек во локални избори, не гласаат партија. Ако вас како дел од влада ова ви се случува, што ли им се случува на тие партии што не се дел од владата? Ја не знам, меѓутоа ја искрено верував дефинитивно. Не мене, сите граѓани. Оти јас сега имам некаков имунитет, јас сум градоначелник на Гостивар, меѓутоа не е убаво, не е добро, не е честно. Ние бевме против еден режим бидејќи се случува овие работи.
и сега да се случуваат, да се повторуваат истите Би работи. биле дел од нов режим вие? Зарем, не велам дека е нов режим, меѓутоа треба да се дадат шанси уште неколку пати да се види дали ќе се повтори Уште неколку изборни Не циклуси. не изборни циклуси. Меѓутоа овие наши забелешки веќе се дел од забелешките и на ОПСЕ и ОДИХР. Кој е Митко Јанчев, доминантен собственик на компанијата Кожувчанка и победник на локалните избори во Кавадарци и иден градоначелник на Кавадарци. Тоа што всушност беше Андре Жерновски на изборите 2013 година, кој победи во општина Центар, тој е денес Митко Јанчев во редовите на македонската опозиција. Дали е точен податокот дека вие прифаќате да бидете кандидат на ВМРО ДПМН? Дека еден ден од кога прифаќате да бидете кандидат на ВМРО ДПМН за градоначелник на Кавадарци, ви доаѓаат луѓе и ви се закануват дека треба да се откажете од градоначелничката трка. Дека се откажувате и под вада на размислување се враќате и повторно прифаќате кандидатурата. Дали се тие точни информации? Гере, тука има, тоа не се точни информации целосни, дека има директни закани или такви работи, значи имаше до простор на размислување, има понуда за таа работа од председателот на ВМРО ДПМН и од извршниот комитет. Кој доаѓа да ви се закани? Лично не дојде никој. Не доаѓа сигурно. Не, разговори, јас негаш разговорите не ги сваќам како закани. Тоа се Може би не ги разбирам доволно. Тоа се криминални или се полициски структури? Не. Значи, структури од делот на власта и во делот на она што значи официјални структури нигаш не дошле да разговарат со мене во делот на кандидатура и во делот на она што значи што ќе правите и како ќе правите. До кое ниво одат тие закани, господин Јанчев? Гере, ако почнеме со закани, Не, до кое ниво оде во закани кон вас луѓето што сака да ве натера да се откажете од кампањата? Или Ево, од таа официјално, градоначалничка трка? значи официјално и вие знаете и медиумите пратеа, значи со самото мое кандидирање и номинација која што требаше да има ВМРО ДПМН, ја бев на некој начин лишен од слобода и со вперување на пиштори од страна на полицијата, вадење од кола до фаза на приведување. До фаза на приведување со пиштори заедно со мојот тим комплетно. После на крајот се установи дека е грешка и не пуштија. Нема грешка. 3 нивоа има со господин Јанчев, мислам, вие сте 20 или 15 години во бизнисот, сте поминале се и се што. Сега сте можеби нов во политиката, но не сте случаен човек и не сте човек кој не знае како тоа функционира. Прво, значи ви праќаат стројници кои велат, види, треба да се откажеш од кандидатура за градоначелник, бидејќи можете да се случи тоа и тоа. Па има дојава дека во возилата или во некој од луѓето кои се со вас има дроги или такви работи, па ве застануваат на влезот у Скопје, алфите или она специјален дел на македонската јавна безбедност. Па 5 сати во петокот, 2 дена пред вториот круг на изборите, локалните избори, вие сте 5 сати задржани во полициска станица. Без малку сте приведени. Значи 3 нивоа има. Што треба да ви се случи? Освен да ви пратат овие руски специјални единици, спецни или овие американски фоки, друго све ви направи овде у Кавадарци. Гере, значи тука ја како би го знам на што типизирате и како сакате да добиете одговор, меѓутоа јас тоа би го Ја само сакам вистината да кажете. Дали ова што Значи, го кажувам не е точно? Точно. Не, ова е точно, ова е точно. 5 сати бевте ли во петокот, 2 дена пред вториот круг на изборите, 5 сати бевте ли у полициска станица? Точно е, меѓутоа можеме да го анализираме од повеќе гледни моменти. Како сакате, анализирате го, од тоа е тоа, нема што тука да се бега. Ја верувам во државата. Верувам во државата и сакам да верувам во институциите. Кога поверувавте у државата кога беа задржани 5 сати у полициска станица или кога алфите ве тресеа на влезот у Скопје? Вториот пат се јавив на државата, се обратив. Се обративте, а? Па не се обративте на државата, се обративте на некој представник на државата. Добро, државата е представник. На кој му се ефте да ве ослободи од притвор на 2 дена Не пред? бев притворен јас тој ден. Добро, официјално не бевте, Да, но не бевте бев. 5 сати задржани. Бевме задржани, вака сега еве и за првиот случај, за вториот случај. Ние имавме контакти, што значи она страната на СДСМ решили, како се вика. На кој му се ефте господин Јанчев да ве ослободи од затвор? Не, не сум бил во затвор. Односно од притвор, пардон, Да, или ниту од во полициска станица. Ниту во притвор, Еве ниту. конкретно. Бевте 5 сати у полициска станица у Кавадарци. На кого му се ефте да ве ослободи од полициска станица? Нашите контакти претежно беа со нашиот председател на изборен штаб, тоа е Спиро Ристевски, и председателот на изборен штаб од другата страна, мислам дека е Зечевич, кој што беше во контакт. И сегаш тие 20 си имаа комуникација во она што значи кога некој би ја поминал границата во нешто што значи. Пред 2 минути рековте се јавивте ке представник на власта. И тој ве ослободи од полициска станица. Кој се јавите за да ве ослободи од полициска станица на 2 дена пред изборите? Дека сум се јавил дека му ослободил од полиција, не можам да го кажам како такво. Дека сум дал информацијата како На многу информација. високо ниво или на највисоко? ниво, да. На високо ниво дека сум дал информацијата дека ова граница веќе се претерува. Како граница. Од тука натаму ја немам информација дали некој мислел да ме затвори, да не ме затвори, дали ме ослободи. Значи сите мои информации кога одредев во даден момент дека треба информацијата да ја дадам на највисоко ниво, јас ја дадов информација на највисоко ниво и бев добро прифатен во разговорот, разумно и она што значи Господин Јанчев, за ЕФ е највисоко или високо ниво?
Па за мене во делот на владата, господинот Заев е премиер и мислам дека е највисоко ниво председател на влада. Го се јавите ли на Заев да ве ослободи од полициска станица? Значи на Заев не сум се јавил да ме ослобода од полициска станица, му дала само информација. Сте го информирале дека сте Се полиција? го информирал, да. И вие верувате во оваа држава? Верувам. И верувате после тоа што ви праве алфите? После тоа што ви праве овде Ја во државата верувам, не верувам во индивидуалци. Зиеден Сила ги изгуби локалните избори во Струга. На прашањето дали може да биде министер за здравство во владата на Зоран Заев, тој одговара: јас министер на Зоран Заев никогаш. Дали тој воведува нова политичка криза или во одредено рекомпонирање на владата на Република Македонија, или можеби со некои вакви изјави Зиеден Сила му дава алиби на Зоран Заев да распиши предвремени избори некаде пролет идната година. Ви цитирам: јас министер на Заев, вели Села, ќе ве молам јас сметам себе си за лично со доверба и интегритет. Вели Села на прашањето дали ќе биде министер во владата на Зоран Заев. Значи тој се смета за лично со доверба и интегритет и не планира да биде дел од владата на Зоран Заев. А некој од вашата партија би бил во владата на Зоран Заев? После тоа што му се случи, значи после тоа што СДСМ сработи против господинот Села, нормално тој изреагира и тоа е персонален став негов. Добро, ви имате членство од прв и втор ред? Не, сите се членови, меѓутоа лидерот на партијата е главната особа кој што има најголем импакт во членството. Ако под честа на Зиеден Сила да биде министер во влада на Зоран Заев, како тогаш на било кој член од раководството на вашата партија, значи, Алијансата на албанците, би му било чест да биде во влада на Зоран Заев? Се околу 50 луѓе, значи дефинитивно тој е наш лидер, без дискусија. Тоа ќе го разговараме, меѓутоа тоа е, ја мислам, повеќе емотивен настап негов отколку реално што мисли. Иако тој има личен став дека не би бил во оваа влада, во овој состав, не би сакал да биде, тоа е личен став негов, меѓутоа и тој во разговор со мене мисли дека треба да седнеме и со ладни глави да донесеме одлуки како понатаму да се продолжи. Ова е се добро што кажувате. Меѓутоа видите, вие сте партија која го носи Заев на власт. Тие ваши два гласа се всушност клучни, или тие два пратеника, Заев да ја формира владата. Зиеден Села беше 61-виот пратеник за избор на новиот председател на Заев брутално ве пуштан из вода и застануваат за Дуј. Добро. Дуј кој ги сметаа како дел од криминалниот режим. Одеднаш тој втор дел или втор крак или помал брат во криминалниот режим, или како вика тие се брат и сестра со ВМРО ДПМН, одеднаш Дуј е проевропска партија, демократска партија, реформирана партија, партија која се бори за ЕУ и за НАТО, а вас ве пуштаат низ вода. Како дури велеше Зоран Заев? Тој треба да изгуби да се врати да биде министер за здравство. Меѓутоа народот одлучува, не одлучува никој овде. Ја му кажав и на премиерот и во нашите што имавме, значи собири во Гостивар, кажував народот одлучува, не може некој да одлучи кој ќе биде. Јас се согласувам дека ако имаше нешто реформско од албанскиот дел во новата влада, тоа бевме ние. И добро, кога тој Зоран Заев ќе ви речи зборот е збор на се оно што вие направивте за него, па дури имате лидер кој беше на граница да го изгуби животот и смрт, и Зоран Заев е пуштан из вода, и кога тој Зоран Заев ќе изјави зборот е збор, вие што велите, колку му вреди тој збор на Зоран Заев? Совеста е голема работа. Не, категоријата совест е голема работа. Јас сум 100% сигурен, доколку има малку тронка совест, сигурно го гризе совеста, сигурно барем за Струга. Ја му кажав на премиерот, во Гостивар може да дојдете уште 5 пати, 6 пати, колку сакате, цела влада дефилирајте, ќе ве победам. А во Струга, кај што, знаете, бројот на албанци и македонци е многу граничен и на штетија на господинот Села, работеа интензивно да... Може да му верувате на тој човек? Видите, тоа беа локални избори. Животот велите, треба да продолжува. Него велите го печи совеста, сигурно го гризи совеста. Ја мислам така. Што ако е малце, ако се сеќавате, после 27 април дојде во болница да го посети, ако ги најдете тие изјави на господинот Заев дека Села е херој на тој ден, дека тој сакал да излезе од парламентот за да групата се повлече позади него, дека тој го спаси парламентот. Кој бил херој, не заслужува да биде за Зоран Заев градоначелник на Струга. Треба да биде Рамис Мерко, човек за чие име, презиме и работење се врзуваат мноштво, да не речам стотици скандали, одредени форми на несовесно, можеби криминално работење. Значи тој човек, Зоран Заев, му даде неговата доверба. На Зиеден Села кој е херој, нема да даде довербата. Што ќе биде потврда на оно дека хероите први умират.
И сите ги За жал, заборават. Ова прашање треба да го поставите на господин Заев. А во ваквиот амбиент, тука беше зиеден до мене, дел од камерите, го покажа во одреден момент, денеска добив одговор. Оти не знаев зошто тргна да излегува, тој ми вика вака, колега, видов олабавена ситуација во одреден момент. И верував, ако тргнам, ќе во слободам и вас. Јас сум зиеден цела. Во мене беа насочени многу гневови. Од овие луѓе, така, забегани да ги кажам. И тој верувал дека стварно ќе ни помогне нас и можеби сигурно има сериозна причина за тоа. А ако видел дека возможно е да се излезе, тргнал да излегува и тука. Е пречекан буквално и е дополнително ударан, заради тоа што тој беше и повреден, имаше крв веќе од тука, која беше уште до мене. Ние немаме променети ставови. За нас е многу легитимно настапот на локални избори и локалната власт е различна од централната власт. Апсолутно нашата позиција во делот на изборите ја представивме пред граѓаните уште пред изборите. На еден чесен и транспарентен начин. Застанавме во поддршка на ДУИ. Кога правите одредена политичка анализа, како да делувате против Никола Груевски или како да делувате против Зоран Заев, две работи треба да бидат јасни. За да може политички да го победите Никола Груевски, треба да го спречите неговото владење или функционирање по вертикала или по една командна структура. Затоа и атакот на бомбите беше насочен против Никола Груевски, против Сашо Мјалков, кој представува таа командна вертикала на ВМРО-ДПМН и тие командни структури кои одеа по некоја вертикала надоле. Горе Николовска, Милен Екевски, Зоран Ставлевски и така натаму. За да може да го спречите нормално или силно политичко дело Зоран Заев, треба да го спречите да може да формира криминална структура. Тоа е основа да биде поразен Зоран Заев, бидејќи денес во Република Македонија центарот на криминалот не е ни Рачиново, не е ни Тетово, туку е градот Струмица. Какво е чувството кога алфите ќе ви вперат пиштол у глава на почеток на изборна кампања? Тук имавме две чувства. Зошто? Затоа што првично мислевме дека ние сме нападната некоја криминална група. Затоа што беше тоа цивилни коли и излегува со пиштоли вперени кон нас. Бугарија. Као Бугарија. По времето пред Бојко Борисов. Тука ми се вроди најголемиот страв, затоа што мислев дека е криминална група. Кога видов дека се полицајци со текот на времето, нели, во текот на акцијата, еден извади легитимација, кога видов полицајци, мене чувството на страв ми помина. Извади ли пиштол? Извадува пиштол околу 6 лица. 6 лица. 6 лица вперени пиштоли на нас. Како Пабло Ескобар да го апселе. Па гледај. Како Дарко Шарич. Тука е многу жално за нив. За самите полицајци на крај се извинија и кажаа дека биле доведени во заблуда. Вас кој е вие да сте полицаец од таа единица и да ви биде најавено и да ви кажат доаѓа таква и таква кола со високоризична група, криминална, вооружена. Пазете, може да посегнат по вас и од живот. Ќе постапите и ви како полицајците. Значи, вие сте високоризична група, вооружена, може да го загрозиме живот на полицајците. Скопје. Тоа беше најавено на полицајците. Да се случи промена во една држава, треба да се исполнат барем или најмалку два услови. Првиот услов е подземјето да ја смени страната. Вториот услов е тајните служби да ја сменат страната, односно да преминат од една на друга страна. Тоа се има случајно во Македонија, тоа се има случајно во Србија, кога се соборуваше Слободан Милошевич, тоа се има случајно во Хрватска, се има случајно во Бугарија. Тајните служби ја сменија страната уште со појавата на Зоран Верушевски, бомбите на македонската политичка сцена 2016 година или после тоа што се случи 2016 година и криминалното милје ја смени страната и на овие избори криминалното милје или тие криминалци работеа за потребите или во функција на СДСМ. Без тајната полиција, без полициските структури и без одредени криминални милје, ВМРО-ДПМН немаше никакви шанси да победи на овие избори. Имаше криминалци овде у Кавадарци кои заплашува, кои даваа пари. Имаше по чија најава и по чија дојава, не знам се дојдени, дали беа гости или беа случајно за организирање на избори, значи имаше од прилепи од веле луѓе кои што се со тешки кривични дела и луѓе кои што се уште на слобода и кои што беа цело време активни во делот на оно што значеше изборна кампања, изборен ден. Значи на изборниот ден беа и пред изборниот ден, за среќа на вистината не направија никаква глупост. Ако направите одредена политичка анализа, почитани гледачи, ќе дека моделот со кој Борис Рајковски победува на претседателските избори 1999 година и моделот со кој Зоран Заев победува на локалните избори 2017 година е идентичен. Имате учество на американски PR експерти, имате учество на полициските структури и криминалните структури во победата 99 на Борис Рајковски и 2017 година на Зоран Заев. Американските експерти кои работеа на PR кампањата на Зоран Заев може да ги користат тие криминални структури, тие полициски структури и всушност да го изораат теренот. Луѓето кои работат за ВМРО-ДПМН велат дека едноставно беа многу брзи и многу експедитивни за да може да им се спротистават на тие криминално-политички или политички структури кои работеа за СДСМ.
Всушност, ВМРО ДПМН на овие избори, локални избори, користеше PR експерти кои учествуваа во кампањата на Доналд Трамп во Америка и PR експерти кои учествуваа во кампањата на Тајип Ердоган во Турција. Тоа се PR експерти кои немаат изгубени избори последните 10 или 15 години. Меѓутоа, ниту тие не беа доволно за да може да обезбедат победа на ВМРО ДПМН. Да, ќе речете, народот сакал да ја смени политичката конјунктура. Меѓутоа, можеби одговорот треба да го бараме и на друго место или во друга адреса. Тоа е дека тие полициски криминални структури биле толку силни што едноставно и големите PR експерти кои доаѓаат од Турција, од Америка не биле со состојба да ја сменат политичката конјунктура или да ги наметнат тие нивни стојалишта пред македонските граѓани и македонските гласачи. Имам директно прашање за вас. Еве, например, останете у коалиција со Зоран Заев. Имаше слично некое искуство во Словенија, кога се водеше одредена постапка против Јанес Јанша. Добро. Која формираше владата, не ја формираше Зоран Јанковиќ, ја формираше Јанес Јанша владата, меѓутоа дел од коалиционите партнери кои станаа членови на таа влада или членки на таа влада рекоа во моментот кога ќе се отвори истрага околу премиерот и дали направил криминал во одредено негово функционирање, дека треба да се поднесе оставка. Дали принципот Јанша за вас би бил прифатлив принцип ако се отвори истрага за она афера подкуп за Зоран Заев да се поднесе оставка на премиерската функција за да не може да ја спречува истрагата околу целата таа работа? Без разлика, мислам дека институциите на системот треба да бидат подеднакви за сите луѓе, без исклучок кој е тој. Ако почнеме вака да функционираме како држава, ја мислам дека ќе не биде. Ако продолжиме селективно, значи да може, например, специјално јавно обвинителство само македонци да бидат криви и значи во делот на албанци од минатите влади сите биле ангели и сите дури биле сега луѓе препорачливи на господинот Заев, мислам дека е парадоксално. Мислам дека народот бара свежина, бара нови луѓе, нови лица. Значи бара тие што не постапувале како што треба да се казнуваат и тоа да се види, за да понатаму не се повторат. Ако продолжи ваквото селективно казнување само на одредена партија луѓе, не сме направиле нешто. Треба да бидеме безселективни и неселективни во казнувањето на тие луѓе кои што злоупотребуваат одредени бенефиции или одредени позиции. На почетокот на оваа година, некаде јануари, февруари, кога веќе јасно дека ВМРО ДПМН и ДУИ нема да може да ја формира владата, постојат множество причини зашто не е формирана таа влада, затоа ќе биде направена и посебна емисија, почитани гледачи. ВМРО размислува и анализира дали да се оди на предвремени парламентарни избори во Република Македонија или да се оди на локални избори. Ако се одеше на предвремени парламентарни избори, веројатно ќе требаше да биде применат моделот пржено, кај што премиерот е од една политичка партија, министерот за внатрешни работи од друга политичка партија, од сегашна временска дистанца, тоа ќе се покажеше како многу подобро за ВМРО ДПМН. Меѓутоа тогаш раководството на ВМРО ја прави можеби по мене клучната грешка и одлучува дека треба да се оди на локални избори, бидејќи на локално ниво ВМРО е многу посилно од СДСМ. Ако се преземеше сосема друга политичка опција, мислам дека и политичките разврски во Република Македонија ќе беа многу поразлични. Не, нема Кавадарци, немаше локални избори. Во Кавадарци требаше да биде скршена кичмата на ВМРО ДПМН. За среќа или несреќа ваше биевте кандидат на ВМРО за овие избори во Кавадарци. Така. Дали Митко Јанчев е некоја ВМРО-ска верзија на Зоран Заев? Гледај, јас сум симпатизер на таа партија подолго време. Имам мои лични пријатели од партијата, не со од највисоко ниво, него структури кои што биле активни и учествувале во многу реформи во делот на. Таа партија од 2006 до 2012-14 направи економски потези кои што не се заборавени. Дали се сеќавате нова најава некаде од пред 3 години, кога говорејќи или анализирајќи кои се тие мокни лоби групи во Република Македонија, стана збор за Штипско лоби, стана збор за Прилепско лоби, можеби за Кавадаречко лоби, го поставивме прашањето или отворивме дилемата дали сега не е време кавадарчанец или човек со потекло од Кавадарци да стане премиер на Република Македонија. Слушнете најава, тоа е најавот пред 3 години, некаде ноември 2014 година. Кои се најмокните лоби групи во Република Македонија? Штипската лоби група имала 2 премиери во независна Македонија, еден поглавар на Македонската православна црква и првиот председател Киро Глигоров. Најголемиот македонски олигарх Данчо Шутурков и човекот кој го држеше во своји раци шверцот со цигари на Балканот беше главен играч на ресенското лоби. Дали властите на вистина ја приватизираа Република Македонија? Дали идниот македонски премиер ќе биде со потекло од Кавадарци? Конкретно ќе ја прашам, дали Митко Јанчев
е ВМРО-вската верзија на Зоран Заев. Сеќавате на една емисија кај што јас ги анализирам лоби групите во Република Македонија, Прилеп, Штип, не знам, Кавадарци и така натаму, и има тамо најава за емисијата кај што велам дали следниот премиер во Република Македонија ќе биде со потекло од Кавадарци. Ми се ефте веќе наредниот ден, ако се сеќавате. А вие на друг мислевте? Не сум сигурен ја на кого сум мислил на двајца. Еден од тие двајца сте. Да. А тоа беше за премиерот од технички премиер. Па беше за премиер. Друг му беше. Беше премиер кој ќе води Република Македонија. Дали вас ве доживуват ко ВМРО-ска верзија на Зоран Заев? Посебно во сегашни околности, кога ВМРО има само 5 општини, од кои само еден град, тоа е Кавадарци. Така ќе бидам искрен, значи скоро целото раководство на ВМРО, извршен комитет ми се јави лично прво да се благодари на храброста и на она што значи резултат. Второ, јас од сегаш посакувам Кавадарци да се етаблира повеќе во централната власт и да има луѓе кои што би значиле за Кавадарци за тоа што стварно заслужува Кавадарци да оде напред и по економија и по дел на земјоделие и по дел на стандард. Меѓутоа, никогаш не можеш да ги предвидиш работи да кажеш дали тоа значи така или вака. Јас немам поставена собствена граница во делот на политиката, затоа што ми е непознат дел, влегувам во политика, немам поставена граница до тука одам или до таму. Така да сите работи кои што ќе доаѓаат на мене лично или на моја врата, јас би ги решавал во однос на она што значи момент или во однос на она што значи ситуација, заедно со мојата фамилија, заедно со моите соработници, еве и ти кој мој пријател би те консултирал можеби негде за она што значи нешто политичко, затоа што имате доста искуство. Венечев, имате амбиции да бидете лидер на ВМРО или премиер на владата? Не можам да кажам не. Значи, моите амбиции се големи, како амбиции како човек. Така ми биле амбициите и во бизнисот, така мислам дека ќе ми бидат амбициите во политиката. Не можам да кажам не, не можам да кажам да. Многу ми е рано, многу сум млад во оваа структура. Значи, кршлив сум, затоа што сега не влегувам поточно во делот на оно што значи политика. Дали Никола Тодоров, бившиот министер за здравство и за образование, работи на терен за Митко Јанчев? Не. Никола Тодоров ми е целото семејство Тодорови и татко му и брат му и в целокупното нивно семејство ми се кучни пријатели уште со мојот покоен татко. Сме многу блиски. Тој, знаете дека во политиката малку сега е ставен на една страна кај што значи да се одмори од политика, малку да се средат ситуациите. Нема работено политички за Митко Јанчев, затоа што тој знае преку што поминало политиката, добро ја познава политиката и ако го прашав јас него, мислам дека ќе добиев негативен сигнал да ја додам во политика. Ајде да отвориме едно прашање или на дилема, или не знам, може би да отвориме тема за размислување. Дали е случајно или намерно двете пролонгирања на изборите, односно трите пролонгирања на изборите кои се случуваат во Република Македонија, она 2016 и ова 2017 година, да настанува после одлуки на Ѓорги Иванов. Ланската година изборите беа пролонгирани од јуни на 11 декември, поставена одлука за аболиција или амнестија која беше спроведена од страна на Ѓорги Иванов. Имаше огромни протести, се замеша меѓународната заедница. Може би меѓународната заедница и странците не беа спремни за победа на СДСМ на тие избори во јуни 2016 година. Изборите беа пролонгирани за 11 декември 2016 година. Оваа година со недавањето мандат на Зоран Заев и со отварањето на прашањето за тиранската платформа како причина Зоран Заев да не го добие мандатот за формирање на влада, беа пролонгирани изборите локални и наместо во мај оваа година се одржа на 15 октомври. Во двата случаи, со одлуки на Ѓорги Иванов доаѓа до пролонгирање на изборите. Во двата случаи СДСМ постигнал многу подобар резултат од тоа што би го постигнал во случај изборите да беа одржани во терминот во кој беа предвидени. Јас гарантирам дека ако изборите беа одржани во мај локалните оваа година, прз база на се она што беше како негативен одјум поврзан со тиранската платформа, ВМРО ќе се прошетеше на тие избори. Меѓутоа со одлуките или со делувањето на Ѓорги Иванов, случајно или не случајно, односно намерно, се пролонгирани изборите. Затоа е поставам дилемата. Дали Иванов тоа го прави намерно или го прави случајно? Свесен за последиците врз мене со преземањето на овој чекор, но и со силна верба дека носам одлука во интерес на државата и нацијата, нејзината стабилност и независност, одлучив да се стави крај на оваа агонија на Република Македонија. Метафорички кажано, да се пресече јазолот, согласно сите мои уставни и законски одлуки, а преку одлука со која се извршува општ прекин на сите постапки меѓу политичарите и нивните соработници или поддржувачи од спротивставените страни. Таквата одлука ја донесов и ја подпишав денес. И стојам зад неа. Во одлуката пишува дека стапува на сила веднаш.
За време на средбата од господинот Заев побарав јавно и јасно да ја отфрли и осуди оваа платформа, бидејќи македонските граѓани на изборите гласаа за реформите и за исполнување на обврските од договорот од Пржино, а не за постизборна платформа на туѓа држава. Од тука, втората суштинска забелешка е дека разговарање за содржина или преговарање за платформа на туѓа држава е спротивно на Уставот на Република Македонија. И не само тоа, туку преговарањето и префаќањето на туѓа платформа е казниво дело според кривичниот законник, бидејќи тоа значи доведување на Република Македонија во положба на подчинетост или зависност према друга држава. Што е парадоксот нови избори или нови локални избори, почитани гледачи? Партијата СДСМ е наследничка на Сојузот на комунисти на Македонија. Сојузот на комунисти е партија наследничка на Комунистичката партија на Македонија. Комунистичката партија на Македонија е формирана 1943 година. За разлика од ВМРО ДПМН, која е формирана во Солун и на првиот конгрес Лупчо Ѓорѓиевски вели одиме на Солун, Комунистичката партија на Македонија не е формирана ниту во Солун, ниту во Софија, ниту во Белград. Комунистичката партија на Македонија е формирана во градот Тетово. На овие локални избори СДСМ нема свој кандидат за градоначалник во градот каде што е формирана таа партија и дава целосна поддршка на Тута Рифи. И тоа е парадоксот на ова СДСМ. Ова СДСМ се откажува од своето минато. Главната епопеја на Втората светска војна е ослободувањето на градот Кичево. Во градот Кичево СДСМ повторно нема свој кандидат за градоначалник. И одредени криминалци и одредени бизнисмени кои во време на ВМРО направија голем или огромен капитал, а сега се блиски пријатели на Зоран Заев на СДСМ работеа за Фатмир Дехари да победи во градот Кичево. Гледате, СДСМ така лесно се откажува од својата историја и нема кандидат за градоначалник ниту во Тетово, кај што е формирана партијата, чиј наследник е партијата СДСМ, а ниту во Кичево, кај што е една од најголемите епопеи на Втората светска војна или нешто со кој СДСМ или комунистите во Македонија се гордат изминатите 70 години. Дали ова ви личи на мека федерализација, почитани гледачи? Можеби. Меѓутоа фактите говорат во тој правец. ДУИ нема свој кандидат во градот Скопје, кој се смета за главен град на македонштината во Република Македонија. СДСМ нема свој кандидат во Тетово, кој се смета за главен град на албанштината во Република Македонија. И гледате како федеративно ги имаат поделено зоните на влијание. СДСМ од оваа страна на Групчин, ДУИ од таа страна на Групчин. Тоа одговара, но оној договор кој некаде пред 130-140 години го правеа Хасан Приштина и Тодор Александров. Меѓутоа сега тој договор не го спроведува ВМРО ДПМН, не го спроведува Лупчо Ѓорѓиевски, туку го спроведува Али Ахмети и Зоран Заев. Во вториот круг бевте во коалиција со Беса. Точно. Лидерот на Беса Касами даде доста индикативна изјава кај што вели и Заев и Али Ахмети знаеа што ќе се случи на 27-ми. Не сакам ни да помислам дека тие го организираа 27-ми, меѓутоа вели тие знаеа. Се повлекоа, има информации, тогаш и министер за внатрешни работи е кадарот на ДУИ. Да. Сега нели заменик министер за внатрешни работи, значи се повлече Али Ахмети и Зоран Заев вели дека знаеа. Ако Зоран Заев и Али Ахмети знаеле дека ќе се случи 27-ми, а ако најголема жртва на 27-ми требаше или можеше да биде господинот Зијадин Села, како можете со тие луѓе кои индиректно можеби ќе беа виновни за смртта на вашиот лидер, индиректно поради тоа што можеби знаеле, а не предупредиле, да бидете во иста влада? Значи, искрено да ви кажам, тоа што се случи 27 април на мојот пријател, тој ми е пријател, без друго, тој е претседател на партија Лидер. Значи, јас сум доктор, сум видел многу смртни случаи, меѓутоа таа вечер што видов 27 април нема да заборавам никогаш. Значи, човек многу близок пријател меѓу смрт и живот. И сега некој да се однесува така према него и да нема воопшто респект, ова е таа работа што највише не погодува од СДСМ. Што Заев нема респект према човекот кој може да го изгуби животот? Не, тоа е совест веќе. Тоа е барем човек треба да биде совесен малку. Знаете како, ние не знаевме дека и кога имаше, значи коалиција имаме, а ние не знаевме дека во Гостивар, Тетово и Чаир нема да кандидира кандидати СДСМ. А уна за 27 години СДСМ секогаш имала кандидати во Гостивар и во Тетово. И сега одеднаш ги нема кандидати. Јас го прашав и премиерот, зошто Гостивар вие да немате? Па ние нема шанси да победиме.
Па вие сте втора партија во Гостивар. Прва е ДУИ беше на 11 декември, втори сте вие, трето е ВМРО, четврти сме ние. И нелогично е да не извадите. И после на крај ни кажа дека им обеќал на Невзат Бејта, на Теута и на... Тревари, Кјон Чекор па на тому. ВМРО е наследничка на партија која е формирана во Солун. Партијата СДСМ е наследничка на Комунистичка партија на Македонија. Таа партија не е формирана во Солун, не е формирана во Софија, не е формирана во Белград. Комунистичка партија на Македонија е формирана во Тетово. И партијата која е формирана во Тетово, наследничка денес СДСМ, нема свој кандидат во Тетово и ја поддржува најлошата градоначалничка во историја на Македонија. Значи таа жена може да биде се. Да, тоа Таа е најлошата градоначалничка во историја на Македонија. Јас се согласувам дека господјата е способна, меѓутоа не покажа никакви квалитети за градоначалник. Ја мислам дека Тетово немало послаб градоначалник, мада не ги успорувам нејзините други квалитети како човек и како особа, меѓутоа како градоначалник ја мислам и тоа го кажуваат тетовчани, бидејќи јас сум половина тетовчанец, ми кажуваат дека и ние гледаме дека е меѓу послабите градоначалници што ги имала во историјата. Што ќе се случува во наредниот период? Се плашам дека во наредниот период, почитани гледачи, ќе се влези во фаза на ново кршење на духот на македонскиот национализам или на македонскиот патриотизам. Прво ќе биде тоа правено со спомениците во рамки на Република Македонија, каде што ќе се текстира до каде може да оди македонскиот патриотизам. Знаете, на тој начин ќе се крши волјата на македонските гласачи, на македонскиот народ, на македонскиот електорат. И второто прашање всушност ќе биде прашање на дополнително осиромашување на македонските граѓани. Да се дојде до одредена точка кога задолжувањето, осиромашувањето на македонските граѓани ќе дојде до тоа рамниште кај што тие самите ќе кажат па што ќе ни името ако ние не можеме нормално економски да живееме. Тие два процеси треба да бидат споени во една точка. Да биде крашен духот на македонизмот, ако може да се случи нов 27 април кај што дефинитивно ВМРО ДПМН ќе биде на еден среден рок исфрлена од играта и да се осиромаши дополнително македонскиот граѓани и на таква основа подоцна да биде решено прашањето на името. А од кога веќе дополнително или доволно ќе биде осиромашен македонскиот граѓанин, некој ново реформирано ВМРО ДПМН да биде вратено на власт, да може да ја среди економската ситуација во државата, кој што тоа се случи 2006 година. Дали во еден момент од кампањата се почувствувавте загрозен и се исплашивте за вашиот живот? Дали имаше момент во кампањата кога се плашевте, рековте, Митко, што ти требаш ова? Што влегов во оваа градоначалничка трка? Тешко е. Тешко е. Најтешко е кога си дојдеш дома по еден, по два, после полночи, треба да останеш до 9-10 со семејството и ги гледаш, те гледаат со други очи, те гледаат со уплашени очи, те гледаат во ситуација, значи не ти кажуваат, не ти велат што ти требаше ова, него самиот поглед ти кажува дека сака да ти кажат нешто зашто си влегол ова работа. Ја верувам дека таа работа према моето семејство право, лично за мене не ме толку грижна, према моето семејство дека ќе оправдам цела работа и ќе мислат дека не ќе мислат него ќе им докажам дека сум го направил прави пат. Дојде ли некој со бомби да ве уценува? Не. Искрено. Дали некој ви се закануваше со бомби, бидејќи бомбите беа користени масовно? Не. Во овие избори. Никогаш никој не ми Дали спомнал. некој од старите ВМРО-вци или ВМРО-вски структури дојде ви кажа ние сме уценети, не смееме да излеземе на гласање, бидејќи масовно се работеше кај старите ВМРО-вски кадри да не излезат на гласање, се плаша со бомби, со разговори. Дека беше повеќе блеф. Дека беше блефирање од политички структури на луѓе, блефираа со други луѓе кои што наводно имаат некој криминал, со 8-годишно раководство на неколку луѓе кои што и биле етаблирани во претходната власт, повеќе му беше блефирано и паѓаа на тие блеф за да се повлечат. Не верувам дека имаше некои спремно папки и мапки. Меѓутоа беа повлечени. Беа повлечени, никој не кажа јавно дека е повлечен, него тоа се гледаше дека не работи до тера. Не само што не работа, не излегува на гласање. Еден голем дел од нив и не излезе на гласање. Тоа беше компромис. Некој да излезе, ама да не излезе туш 5 души негови. Така, нели? Значи, имаше такви ситуации. Али ја пак ќе кажам, за мене тоа беше 95% блеф. Но беа уценувани луѓето. Гледај, не знам колку е легитимно. Не знам колку е легитимно да тоа се случува, не е добро, да уценуваш човек нормално, али нормално со човек си направиш муабет, па малку и да му блефираш, политиката е блеф. И ако прифати, гледаш дека прифаќа, неговата слабост тука. Кај кој ќе завршите по 4 години? Ко Зоран Заев или ко Андреј Жерновски? Зоран Заев од градоначалник на Струмица стана премиер, Андреј Жерновски ја заврши неславно кариерата ако победи и беше апсолутен победник. Не можам победник. да одберам трета опција. Па сега видите, овие две стојат на располагање, може и ти трета, ама ајде еве. Ако веќе треба да одберам од двете, би одбрал подобрата. А подобрата да заврши пославно, а инаку би се видел уширен мандат у Каваци доколку бидам успешен во првиот мандат. Нормално.
Имам само една дилема, почитани гледачи, за да можам категорично да одговорам колку ќе биде мандатот на Зоран Заев и на СДСМ. Тоа е прашањето дали Зоран Заев има улога да го заврши процесот на дегроевизација во Република Македонија и дали Зоран Заев има улога и роља да го смени името на Република Македонија. Ако претпоставиме дека Зоран Заев има роља да го смени името на Република Македонија, тогаш целиот процес на менување на ВМРО-ДПМ на Никола Груевски би се свел на тоа дека Никола Груевски е сменет бидејќи треба да биде сменет името на Република Македонија. Тоа му дава одредена херојска улога на Никола Груевски, односно го манифестира или го промовира како човек кој се спротивставувал против промена името на Република Македонија, а Зоран Заев ќе биде човекот кој ќе го смени името на Република Македонија. Мислам дека можно е да дојде поделба на тие два процеси, процесот на дегроевизација и процесот на промена на името, односно Зоран Заев да биде носител на процесот со бомбите за дегроевизација во Република Македонија, а некој друг да го смени името на државата, можеби Стево Пендаровски. Знаете, во врвот на СДСМ имате 4 клучни играчи, тоа е Зоран Заев, тоа е Радмила Шекеринска, тоа е господинот Стево Пендаровски и Бранко Церенковски. Тие 4 играчи претендират на две функции, тоа е премиерската и тоа е председателската функција. Во зависност од распоредот на силите, ќе видиме кој на која функција ќе биде, а кој ќе биде политички пензионер. Ако се сеќавате на писмото на Бранко Царенковски, кој некаде после изборите 2014 година го испрати до македонската јавност, испрати порака до Зоран Заев, кој што вели ниту ти му се обреќа на Зоран Заев, ниту јас ми еднината на СДСМ, тој Стево Пендаровски, може би тоа го отвора прашањето дали Зоран Заев ќе има одреден краток век на политичко траење, може би, и него ќе го замени Стево Пендаровски, или сепак Зоран Заев ќе биде човекот кој ќе треба да биде на чело на македонската влада во периодот кој ќе се менува името на државата. Пред 3 или 4 дена излага вице-премиерот за европски интеграции и вели дека името ќе се реши без референдум. Дали за Алијансата на албанците е прифатливо името да биде решено без референдум, бидејќи тоа беше став и на ВМРО-ДПМН, а после 2011 година кампањата на Радмила Шекеринска за премиерската функција таа 2011 година, тоа стана официјален став и на СДСМ дека треба да се слушни народот или граѓаните во Република Македонија што тие мислат за прашањето на името. Дали е за вас прифатливо на мала врата без да се праша народот да се реши прашањето на името? За нас е многу битно да се реши проблемот на името, меѓутоа при тоа да не бидат повредени македонците, бидејќи се работи за една нација која што сака да се ја задржи такво името или државата како ќе се вика. Или вештачка, или вештачка нација како што вели вашиот лидер. Или да цитираме како вели он, не сакам да се сликам со знамето и никош не сум станал на македонската химна. Не, значи изјава на Зиедин. Добро, само на знаете што, на Зиедин села, се нели? правеше страшна кампања против села за тоа дека кажал некои луѓе направија војни, убија луѓе, направија секакви. Македонците се варвари и канибали. Само паско не е така. Ако ја гледате емисијата комплетно, ако имате време, ја би ја прераскажал на прашањето на новинарот во албанска телевизија да починевте таа вечер и од другиот свет да можете да кажете нешто на вашите деца и на вашата сопруга. Што ќе кажете за тие луѓе што ве иснатепа и до смрт? Што ќе им кажете? И одговорот негов за тие луѓе кои што значи го тепале и го малтретирале на своите деца и на својата сопруга би кажал дека тие се варвари. Добро, еве друга изјава. За Зиедин села македонскиот идентитет бил непостоечки. И тоа е извадено од контекст, ако може да и тоа да го објаснам, значи на Зашо само не го вадат од контекст? Добро, Зашо видите, вас не ја вадат од контекст? февруари. Сте дали ли вие некој изјава? Ни една не сте дали ваква изјава. Иако важите за националист, потекнувате од таа партија на господинот Арбен Џафери и на Мендух Тачи, или сте издели од таа партија која важи за националистичка? Да, бев член на таа партија и се гордеам со господинот Џафери дека не сте дали вакви изјави дека македонскиот идентитет е непостоечки, дека македонците се варвари, канибали. Ако ми дозволи, Да, од слободно. 1 февруари се правеше страшна кампања 2-3 месеци, се што говорел села, се што говорел уназад 2-3-4 години, се беше така изнакажано, монтирано и затоа се излезе така 27 април сите го бараа него. Значи тоа беше целта некако на Господине Тарвари, Да. ако добро ве читаме ги редој. Господинот Села не е националист, ова и ултранационалист уште помалку. Ова најодговорно го тврдам како Господине Тарвари, Да. ако добро ве читам. И ако ова што го кажувате, го ставиме у контекст на тоа што го кажува вашиот коалиционен партнер во вториот круг на локалните избори, господинот Касами, дека Али Ахмет и Зоран Заев знаеле дека ќе се случи 27 април,
И ако пикот е ставена за еден села, ако се што кажува за еден села било вадено од контекст, дали тоа значи дека некој има направено добра режија и во таа режија требало атако да биде ставена за еден села за да се случи тоа што се случи после 27 април? Така ли да ве разберам? Видете, дека системот беше апсолутно по секоја цена да изгубат Таравари и села, тоа е непобитен факт. Дали 27 април беше режиран, Да. а дали за еден села Не можам да речам, беше меѓутоа- одбран како жртвено јагне, за да може да се направи промена на власта во Република Македонија? Не можам со сигурност да го речам тоа, дека господинот Амети го знаеле дека ќе има нешто во собранието, тоа е факт и тој тоа го прифаќа дека е така, дека министерот за внатрешни работи тогаш беше од партијата на Али Амети и тоа е дефинитивно, дека можеше, веќе сите новинари знаете, целиот народ знаеше дека тие денови ќе се избере председателот на собрание, требаше барем да има поголемо обезбедување во собранието. Дури еден ден предходно председателот на собрание, сегашниот председател на собрание, проба со своето приватно возило да удри во толпата на луѓе што протестираа пред македонскиот Не парламент. знам, ова не го знам. Но тоа објавено од медиумите, Може дека би. пробал со колата да влезе во толпата да Може би, предизвика не знам. одреден инцидент. Не знам, меѓутоа не би сакал да влегувам во конспиративни приказни. Кога еден коалициски партнер знае нешто, мислиме дека би било коректно да се сподели со другите тоа. Барем да се каже дека може да се случи, барем за еден села да земе 2-3 луѓе до него што ќе бидат, тој без никакво обезбедување влезе во собранието, не знаејќи дека може да се случи такво сценарио. Ја не велам дека некој знаел, меѓутоа можеше да се превенира, а министерот за внатрешни работи беше на Села вели Заев без мојата поддршка ќе завршеше во затвор. Па искрено, да не се избереше влада. Знаете, дури беше готова да оди со, дури ќе има поделено и ресорите и кој ќе биде председател на собрание истиот, мислам и што би се случило со Заев, ете, ова е хипотетично прашање. Ќе завршиш во затвор според вас? Па не велам во затвор, меѓутоа ќе имаше тешки реперкусии дефинитивно, сигурно. Имајќи во предвид како делуваше минатиот режим, ја мислам дека сигурно ќе имаше. Најверојатно ќе сега сигурно да не речам, меѓутоа немаше да му биде лесно сигурно. По диво населје 2015 година падна првите оставки во владата на ВМРО ДПМН. Денес или пред 4 дена беа изречени пресудите за диво населје, вкупно некаде околу 750 години затворска казна за луѓето кои беа инволвирани, а останаа живи во тие настани во диво населје. Со пресудата за диво населје, очигледно е дека Зоран Заев всушност одбра да го штити Али Ахмети. Дали штитејќи го Али Ахмети, всушност Зоран Заев за прв пат почнува да ги иритира или да се оддалечува од албанските гласачи. Протестите организирани по пресудата за случајот диво населје на Косово завршија со палење на македонското национално знаме. Во Печот, каде потекнува Валдет Зекај, еден од осудените на доживотна казна затвор, синоќа се скандираа пораки против македонците, додека телевизијата Дукаѓини известуваше во живо на собраната толпа, го извади и го запали знамето. Kumanovës në veçantë në politik. Na personalisht unë e di se për çka u shkupa, se kryeministri Ramush Haradinaj është atje edhe i njohur me emrin Kahuj. Është në familje që vendin, tu e ditë se edhe qytetarët e PE se kanë prit vështirë në farforme. Jo veç në familje. Ова што се случува пред 4 дена со диво населје, кај што Зоран Заев, нели 2015 година оди во Куманово и она позната фотографија кај што прави ве или победа се слика со албанците од диво населје, сега имате колку беше околу 700 години затворски. 750 години, да, за жал. 7-8 нели доживотни затворски казни така натаму и така натаму. И станува збор за луѓе кои по нивното тврдење требале да го заменат Али Ахмети, односно да направат учека кој треба да замени учека на Али Ахмети, они да станат Али Ахмети на местото на Али Ахмети. Дали пресудата во диво населје всушност е најдобриот подарок на Зоран Заев за Али Ахмети да продолжи да ја води ДУИ или ајде да речеме тој милитантен дел на албанската политичка клима или милје? Значи, скандалозно е, таа одлука е скандалозна. Прво, поради тоа што господинот Заев велеше дека Има тие бомби. не се криви, дека има нешто вмешаност и актуелната власт, тогашната власт, а тогаш во власт беа ВМРО и ДУИ. Значи, не беше никој друг. И сега одеднаш тие луѓе кои што биле под директива или биле платени од некого, да се осудат толку, мислам дека е доста некоректно. И сега, дали со оваа повторно
Музаев значи се обидува да го спаси особата, значи за жал ја мислам дека ова е дефинитивно дека на овој начин повторно го рехабилитирале Амети, дека воопшто не е крив за тоа што се случи во Куманово пред 2 години. Ми рековте дека без поддршката на СДСМ АА или особата АА или човекот со иницијали АА, некои велат Али Ахмети, некои велат дека други се тие иницијали. Али Ахмети немаше ни Кичево да го победи. Дека нема ни Кичево. Тврдам тоа и тоа се сите математики. Има информации дека бизнисмени или луѓе од подземјето порано блиски на ВМРО ДПМН 2016 година ја финансират кампањата на СДСМ и на Зоран Заев, а 2017 година активно работат во Кичево за победа на Фатмир Дехари. Имате такви информации? Немам такви информации, меѓутоа знам во Гостивар имаше одредени бизнисмени кои што беа од ВМРО и работеа активно за Невзат Бејта, тоа го знам. Криминалното милје беше ставено на нивна страна? Значи комплетното ние немаме во штабот ни еден криминалист, буквално беше да речам така штаб кој што беше составен од луѓе кои што се кредибилни во Гостивар и таму ги имавме сите сега не сакам да генерализирам, меѓутоа се што било криминално со полиција на располагање на Бејта. Биле на другата страна. Целата полиција беше, значи во штабови стоеа полицајци кои што беа цивилно облечени во штабот на Бејта. И добро, ако е режим ова е хунта? Не би сакал да коментирам, меѓутоа јас жалам што се случува и повторно се случува истото што ја мислам дека изборите на 11 декември 2016 година беа многу подобро организирани отколку овие локални избори, тоа најодговорно. Секое време се носи некои своји модели на политичко делување. Например, на овие локални избори, новитет на политичката кампања тој Холивуд сценарио или тоа холивудско сценарио. Всушност тоа е сценарио кога перењето на мозокот или пласирањето на политички пораки не се прави преку одредени политички кампањи, преку одредени политички спотови, туку се прави преку одредени филмски форми на перење на мозокот или на делување. Например, гледате како одеднаш на двете главни телевизии во Република Македонија на еден и по месец пред локалните избори се појавија 2 македонски серии. Од двете македонски серии на еден суптилен начин ви се праќаат политички пораки, дека ништо не функционира во Македонија, дека во Македонија било криминал, дека во Македонија никој не можел да биде вработен ако немал партиска книшка, се смета на партиска книшка на ВМРО ДПМН. И наместо за тоа да се прават платени политички спотови, тоа перење на мозокот се правеше преку политички, односно преку филмски кампањи, преку одредени серии. Според тоа холивудско сценарио, всушност на македонските гласачи им се праќа суптилни политички пораки. И тоа е новитетот нови избори. И ако тоа холивудско сценарио беше поразено во Америка на ланските локални избори, кај што Доналд Трамп избреша пату со Холивуд и со тие глумци кои се спротестуваа на неговата кампања, номинација и победа на претседателските избори, во Република Македонија, бидејќи ние каснеа барем 15 или 20 години зад тоа што се случува во Америка, на планот на маркетингот и на политичкото делување, тоа холивудско сценарио се одигра својата улога и тоа беше еден, според мене, од клучните моменти кој всушност го определи како ќе гласа тој, ајде да речеме, интелектуален слој на македонското општество или тој опинион мејкери. Има две варијанти. Едната варијанта е да станете дел од владината коалиција, втората да не бидете дел од владината коалиција. Процентуално, како би ги определиле шансите на едната или на втората варијанта? Видете, ја не би сакал лично јас како мислам би го кажал мојот став. Мислам дека не треба ни да се разговара за компонирање на владата, бидејќи двата фактори кои што ја започнаа оваа влада се Алијансата и СДСМ. После се приклучи ДУИ. Меѓутоа, каков ќе биде ставот на органите на партијата, тоа ќе причекаме од понеделник, вторник и тоа ќе биде дефинитивен став. Бидејќи јас сум само еден човек од претседателството. Како сега одате работите? За колку години според ваша проценка можеме да видиме влада на Алијансата, на БЕСА и на ВМРО ДПМН? Па не знам, ВМРО треба да се реформира дефинитивно. Јас се надевам дека ќе направат реформи. Идеолошки ние сме многу поблиски до ВМРО отколку до СДСМ, тоа е дефинитивно. И доколку има реформи во ДПМН понатаму, зошто не, ова е на крајот на краиштата политика. Би ги видели како стоиме и ние на терен и тие и другите партии. Значи овие се политички надпревари во кои што не може нешто да се рече дека мора да биде вака или така. Меѓутоа, идеолошки ние како Алијанса сме многу поблиски до ВМРО.
Ова беше емисијата во Центар, јас сум Васко Ефтов, почитани гледачи. Идната недела 21 часот и 45 минути телевизија Алфа. Ние ќе бидеме тука, се надам дека ќе бидете вие со нова и исто вака интересна емисија. Се гледаме идната недела во истото ова време. Пријатно вечер, Македонија, каде и да си.